Дали е толку добро? Дали е толку добро? Дали е толку добро? Дали е толку добро? What? Што јадам? Здраво на сите и добре дојдовте во моето ново видео. Во денешното видео се враќаме на нашиот серијал во кој пробуваме храна. Денес имаме храна од Скандинавија. Пред некој време Ангелка беше во Србија и таму има продавница што се вика Scandinavian Candy и ми донесе полна кеса свашта, така да денеска ќе ги пробуваме и оценуваме тие. Нешто што мене најмногу ме интересира на самиот старт се овие чудни топчиња во кои има и лубеница, и портокал, и лимон, и тениски топчиња и свашта. Еве ги Scandinavian Candy СРБ. Затоа што секогаш ме прашуваат од кај ми се работите, еве од Белград, од продавница што се викаат Scandinavian Candy. Отвараме. Сакам многу да го пробам тенисково топче. Гледате го, тенисково топче. Кој знае што вкус има? Очекувам дека Ангело вие ги бираше да бидат сите вкусни, али ќе видиме сега. Многу е тврдо. Океј. Може би луѓе со потврци зъби. Ова бојше би го сакала. Внатре е убав кој киселко. Ова за мастика. Значи нема логика да ги јадам другите. Предпоставам дека сите имаат ист вкус. Така ќе ви покажам вака. Ова е буквално лимон. Гледа каков е лимонот. Ова е портокал и ова е лубеница. Предпоставам дека сите се мастики. Има одличен вкус и потсеќа на мастика кој што има и кај нас. Само што се многу интересни овие. Ќе им дадам 8 од 10. Океј, одиме на второ. Ова се вика Даим. Ќе го пробуваме сега ова да видиме што е Даим. Ми личи на чоколада со нешто внатре. Знам дека скандинавците обично многу се фалат дека имаат превкусна храна и мислам дека стварно е тоа така. Ево како личи внатре. И сега ќе видиме. Одле ова вкусно. Крчка ова е. Како некој ситен сникерс. Не знам колку ме разбирате вака кога зборам. Ова многу е добри ова. Ќе му дам 8 од 10. Премногу крчкава, знаете што? Ќе му намалам оце на 7, затоа што 2 минути кога ми не можам да го дојадам. Ова е ти е доволно едно мало парче и преблаго е ова. Знаете што? 6 ќе став. Од 8 спуштам на 6, премногу ми е благо. Вкусно е, ама премногу благо за мене. Сега за да смениме малце, имаме тука нешто солено што се вика OLW. И поима немам што се затоа што не разбирам ваков јазик. Ако некој разбира, нека си прочита. Мене ова ми личи на некој чипс. Еве како се внатре. Да видиме дали има добар вкус. Сум марашо се добро. Некако многу слабо ми доаѓа вкус. Не знам дали е тоа толку од благото. По тоа што гледам на сликата, мислам дека Ангела вие ми ги земала, знаејќи дека јас многу сакам кромит. И можеби ако нема изедено толку благо нешто пред ова, ќе има подобар вкус. 8 од 10. Овој пат вистински нема намалува. Океј, следно што имаме е некој енергетски пијалок што се вика Ноко или БЦА или не знам како се вика, али еве како личи. Интересно ми е што и ова плаво, да видиме што вкус има. Мириса добро. Ова е многу добро. Не можам да опишам на што има вкус. Вика дека дораток на исхрана со засладувач. Без шекер е. Да бе, Стефан, природен засладувач. Епа, ова е ствари многу добра ствар. Но ова ќе му дадам 9. Буквално потсеќа на Фанта Екзотик. Таков е вкусот. Така да, 9 од 10. Одиме на следна кесичка чудни производи. Помешај ове ночи црно и златно. Се извинувам. Не знам дали имаат разлика во вкус. Не знам што се овие. Еве ги како личат. Предпоставам дека си ова мастике, човек. Океј, не е мастика. What? Што јадам? Гледај како е внатре. Ова е премногу горчливо. Ова е 0 од 10, Ангела. Ова е 0 од 10. Дали златното е подобро? Тоа внатре е ко гумено. Што е ова? Златното не е толку лошо, така да само поради тоа ќе му дадам 1 од 10. Повеќе стварно не можам. Ова ми е убаво. 1 од 10 од мене. Следно што го имаме и мислам дека Ангела Зоба ми викаше дека уствари сите таму го обожавали, било многу познато и сите го зборале ко Oh my god, Марабоу или како да се чита ова.
демек било највкусното чоколадо таму. Така што ајде, затоа што јас пред некое време кога пробав од Америка, имам веќе видео со наслов највкусното чоколадо на светот. Така да ајде да видиме дали може би ова чоколадо ќе ми го смени мислењето, ќе имам ново омилено чоколадо. Ајде баш да видиме зашто за ова чоколадо е толку голем хајпот. Еве го како личи. Очекувањата за ова ми се големи. Океј. Много е добро. Много е добро. Много е добро. 11 од 10. Ми се јаде уште. Имам уште да јадам. Не би го ставил над омиленото чоколадо што реков дека е најдобро на светот, ама дефинитивно е одма под него, човече. Само од причина што тој вкус ми се свиѓаше многу повеќе од ова е буквално само обична млечна чоколада, ама е превкусна. Ова е најдоброто нешто што имам пробано од овие работи до сега. Хајпот е оправдан, многу добро. Уште јадам. Којам прошо некој. Добро, како можеш толку работи да изедеш во едно видео? Прво, правам паузи, второ, јадам многу мали делчиња. Следно, овој пат стварно не знам што е ова и ми е страв затоа што и ова е црно и личи. Дали е ова лопата? Как мириса така лошо, човек? Ангела, зашто вие ми ги зема? Што е ова ошто? Не се не гриза. Ова се кумени бомбони. Ова е добро. Најблиску што би го споредил со работи што ги има кај нас е негро. Да внатре се секакви фигури, значи има ножици. Гледате ножици. Ова ќе му ставам оцена 8 од 10. Ле, имаме многу благи работи, Ангела, зашто ми зема многу благи работи, много селаме благи работи. Следно имаме спорт. Да видиме што е спорт. Океј, и ова личи кој ќе биде вкусно. Ево како е. Ова е за мене, затоа што не е многу благо. Баш како многу добра чоколадна наполитанка. Знам дека ви досадив со таа оцена, ама 80. Тука имаме God and Blended. Тој да е ова. Ми личи на некои добри гумени бомбони. И ги има премногу, бре, човеч. Некако е толку мало е пакувањето, а е 160 грами и е полно до горе. Е, види какви се внатре. Има отидоа доле. Има секакви бои. Има црвена риба. Нешто жолто. Нешто црно. Океј, 3 бои се. Лажам. Има и зелено. Ева ги тука како личат. Овие сте добри. Чекам да им давам 8 од 10. Ама нема да им давам. Ќе им давам 8,5. 8,5 од 10. Океј, имам уште само 3 работи. Следното е во центар со Васко Ефтов. Уште една чоколада, не може веќе да чоколада, брат, човек. Ама ајде да видиме дали е ова вкусно. Од ова ќе касна многу малце. Внатре е течно. Добро е. Ама ја не сум многу голем фан на вакви. И некако вкусот не е толку добар, туку не знам како да го опишам. Ќе му давам нова седмица. It's good. Али ја лично не сум голем фан. Предпоследно за ова видео е Cheese Balls. Се сеќавате? Во некој од претходното видео каде што реагирав на вакви и викав дека не отвараме вака чипси, нас не разлетува. Сега ова ќе се разлеташе секаде. Овие изгледаат предобро. Буквално се само вакви топчиња. Кажи ми дека е со чедар. А, не, со начо се. Чизи начо, ајде да видиме. Забиде многу голямо очекување. Дали е толку добро? Дали е толку добро? Дали е 10. Да гуд. Кај нас, знаете што беа порано 10 денари ако не и поише? Валја ги има и сега. Што се онакви смоки со плаво пакување со вкус на сирење. Е, па овие се такви. И многу се добри. Така да зова една 9. И дојдовме до последното за ова видео, а тоа е клоп. Уште едно благо. Да го завршиме во видео со благо, на благо да ни тргне учебната година и неделата. И све. И тоа ќе права малце зашто више не може. И ова исто го претходното. И ова истече цело. Така да, буквално искуси маат човек. Мислам дека другото беше подобро.
6,5 od 10. Лепа луѓе, тоа беше тоа за видео. Пишете во коментари која следна храна би сакале да ја пробам. Лагам да го видео за да го поддржите овој серијал и да има вакви видеа што повеќе и не заборавајте да се субскрајбите на мојот канал затоа што многу ќе ми значи колку повеќе субскрајбери, толку повеќе видеа ќе бидат се појаки почести. Ова беше Стефанатор, а ние се гледаме во следното видео. Чао!